Се радуваме на пролетта, на сите прошетки активности на отворено, но дополнително отежнуваат симптомите кои веќе ги чувствуваат дел од граѓаните, тоа се пролетните алергии, ќе земат замав за скоро. Викендов ќе ни биде многу убав, ќе ни биде со топло време, со високи температури. Тоа значи дека парковите ќе бидат преполни, но и ќе треба да бидеме предпазливи доколку веќе имаме симптоми на пролетна алергија, како да се заштитиме, како да превенираме, но сега и да лечиме. Со Ангелчо Андоновски, педијатар на оваа тема. Докторе, добро утро. Добро утро, благодарам што ме поканивте за оваа интересна тема. Докторе, предпоставам дека веднаш кога ќе ве видат гледачите, очекуваат дека ќе зборуваме на оваа тема, но се чини дека постојано мора да зборуваме и да потсетуваме на најважните начини како да се заштитиме. Велите превенцијата најважна. Ајде да започнеме од заштитата. Ајде вака сега ќе почнам. Ние како свесни суштества многу во знаеме дека секоја година, поготово кај децата, па и кај нас возрастните, сега морам да ги сврзам пошто двете работи се заеднички за малите и за возрастните, дека секоја година доколку приметуваме дека во едно исто одредено време, во еден ист временски период ни се случува само еден од моментите на симптоматологијата која што е поврзана со алергиите, треба да знаеме дека станува збор за алергија. Дека сето тоа треба да се со време утврди за каква алергија станува збор, а подоцна и она што го спомнавте вие на самиот старт од нашиот разговор е превенцијата. Како сето тоа да го превенираме, да се најде соодветен пат, протокол кој што ќе може да даде соодветен и битен резултат, односно важен резултат, за да не дојде до компликации од страна на самата појава од алергиите. Добро, превенцијата треба да биде целата година? Вака, обично говоревме порано, значи во подамнешни времиња, дека алергиите се случуваат само сезони, затоа и наречени сезонски алергии или сезонски ринитис и така натаму. Можам да кажам дека веќе не постои временска зона, не постои временски период, не постои кога има алергија, бидејќи ние сме свесни дека и на некој начин дека и загадувањето предизвика да се појават многу голем број на алергии, односно сензибилизација на организмот кој што може да трае од неколку месеци па до неколку години. Ние станавме у ова загадено Скопје, добивме премногу алергии од загадувањето, така да можам да кажам дека преку цела година станува збор за некаков вид на алергија. Со тоа што правилното утврдување, пак само ќе се навратам, правилното утврдување за која алергија станува збор, само така правилно ќе можеме да се справиме на некој начин со неа. Кога ќе утврдиме, веројатно следува и терапија која што ја препишува докторот. Дали тоа значи дека со олеснувањето на симптомите кои што чувствуваат граѓаните дека треба да посегнуваат и сами по таа терапија во текот на целата година? Колку е добро, колку не е добро, колку е дозволено кортикотерапија да се користи? Ајде вака ќе кажам, бидејќи станува збор за сензибилизација на организам и станува збор за еден цел циркуларен тек на работите како се развиваат во организмот, да кажеме дека организмот при сензибилизација соодветно го научува тој алерген во нашиот организам, подоцна Т и Б лимфоцитите се вклучуваат во одбрана на нашиот организам од едно, како да кажам, нешто беззазлено моментче кај нас доаѓа до појава на многу бурна реакција. Самата реакција која што доаѓа до испуштање на хистаминот, а хистаминот значи еден вид на многу силна имунолошка реакција. Подоцна, самиот организам, како тој смета дека се брани, дека реагира на таа алергија, доаѓајќи до појава на тие симптоми, ние мора да знаеме како стручни лица како да го превенираме. Не сум за давање на своја рака воопшто, ниту еден од препаратите кои што во текот на целата година. Така, да. Јас сметам дека во консултација со лекар мора да биде секогаш зададена правилната терапија. Она што е битно и што треба да го знаеме дека доколку се ослободува хистамин, се даваат како препарат антихистаминиците, кои што мора да реагираат на спласнување на таа силна имунолошка реакција во нашиот организам. Подоцна ќе кажам дека деконгестивите, односно она сето што ни се случува во носната шуприна, односно слузницата, се деконгестивите, а на самиот крај тогаш стигаат и кортикостероидите. Добро. Кортикопрепаратите. Да, добро, зборуваме сега и за децата и за возрастните. Кои се тие суплементи? Тука исхраната спаѓа, во кои што можеме ние да превенираме, но и во текот на кога најмногу ја чувствуваме алергијата, кога ги чувствуваме најголемите, кога е акутна фаза,
Како можеме да ублажиме? Можеме со храна да делуваме, можеме со некоја суплементација повеќе да зголемиме. Што можеме да правиме да си помогнеме? Да, ние со здравиот начин на исхраната, кој што веќе не е здрав начин на исхрана, сме заборавиле на внесување на доволни количини на витамин С. Витаминот С всушност на нас ни представува еден добар антихистаминик. Но доста се исклучени зеленчуците, доста се исклучени витамините од овошните типови и така натаму, така да не го внесуваме на природен начин, па ќе мораме и на вештачки начин. Да, така, да. Тоа е еден вид на антихистаминик кој што на нас ни помага во некоја си заштита. Подоцна ќе кажам дека и за возрастните важи дека големите количества на витаминот Е во нашиот организам делуваат навистина антиалергиски. Значи, до сега може би е дискутирано од страна на нутриционистите, но веќе медицината заедно со нутритивниот момент се спојуваат постојано и се подудараат на некој начин дека ние, освен медикаментозниот третман, треба да постои и оној третман на нутриција, односно на здрава исхрана, кој што како предмалку што реков, веќе ние како еден вид на заборавено нешто на минато покрај овие брзи храни и така натаму, дури и децата наши со тек на време, место да го имаат оној, нели, бидејќи ние имаме брз начин на живот, родителите, па не можеме постојано да им готвиме или да им правиме и така натаму, а треба, се доаѓа до десензибилизација, односно сензибилизација на организмот, каде што подоцна внесот на одредени суплементи, ќе кажам тука, ќе ги спомна, имуностимулаторите, а и имунодулаторите, кои што на некој начин го менуваат имунолошкиот одговор. И начинот на кој што нашиот организам, сепак реков дека алергијата е имунолошка реакција на нашиот организам, ние со помош на давање на имунодулаторите го менуваме тој начин на одговор и така помагаме на организмот да се на некој начин пребори. Исто така можам да кажам дека во целата, еве да кажеме, структура на лекување и третман од страна на оваквото е употребата на кортикостероиди во овој случај, каде што мора навистина и назалните, и инхалаторните и така натаму, кои што навистина дават некој резултат, но јас пак ќе кажам и ќе потенцирам дека никако без препорака на лекар да не бидат земени на своја рака. Бидејќи колку што на некој начин никогаш не е докажан нели вистинскиот механизам на делување на кортикостероидите, дали делуваат нели некој пат во начин или во превенција или во добар тек, или може да го сето тоа смена. Затоа треба да бидеме многу внимателни. Не споминавте миење на носната празна. Не го споменавте тоа. Да, тоа ќе го кажам како еден вид на и бебешки третман, на кој што мораме да го правиме, бидејќи веќе на некој начин алергиите почна да ни се потенцираат и од најмалата возраст. Јас се кажам, еве конкретно на моите пациенти, кога и да дошле, сум дал еве таков третман на промивка на носната шуплина, односно на нашето носе, поготово кај малите деца, да постојано можат да прават еден вид на лаважа на носот и да ги испират сите оние поленови нели моменти или хистамис. Сега морам да прашам затоа што имаше некои недумици дека може да се иритира слузницата и така натаму. Треба ли да се прави тоа еднашка во денот, два пати? Колку е дозволено? И дали може тоа сами да си го подготвуваме? Ако говориме на превенција, знаеме дека се што не окружува околу нас, поготово поленот, поготово сите оние спори кои што на некој начин ќе летат и сега овој период, затоа не за џабе се вика сезонски алергии и така натаму. Ние првично што правиме кога нашето дете кој што е алергичар и атопичар, ќе го речеме нели на стручно, ќе влезе прво во нашиот дом, од таа игра каде што не можеме да го спречиме тој да си игра надвор и да биде постојано во допир со трева, со дрва и така натаму, што до денешно време е многу интересантно, намалија и таквите активности, но сепак се потребни. Но се потребни, да. Токму за тоа градење на имунитет. Првото влегување дома, нашето дете треба да биде пресоблечено, значи да ги отстраниме сите тие, да кажеме, контактибилни, сензибилизирачки моменти, како што се полено, прашината и тоа, зависно нашето дете на што е алергично, нели ќе се утврди тоа, ќе ви кажам и како се утврдува. Ние ги отстрануваме сите работи, му правиме миење, односно капење, и на тој начин можеме да му направиме тоалета на носето. Секој негово излегување, секој негова игра во таква средина каде што знаеме дека тој од тој алерген потекнува, неговата алергија треба да го заштитиме.
Носењето исто на заштитните маски, ќе кажам, поготово во период кога е најсилно изразен, нели, тој, да кажеме, проток на алергени низ воздухот, треба да знаеме дека треба да се заштитиме соодветно. Добро, ова е се исто и за возрастните. Така, апсолутно, значи ова што го зборам, значи веќе немаме двојбен момент, затоа зборам и за децата и за возрастните, дека треба да се заштитат со маска ако излегуваат, треба да внимаваат во кој период на денот излегуваат, поготово сега во модерно време како што се модерни апарати, смарт апарати, кажуваат кога е најголемиот пик на поленово истокување или истечување и така натаму, затварање на прозорите, постојано зимање на течности, витаминизација на организмот, а секако и она што е припишено од лекарот, односно антихистаминикот или соодветен спреј кортикот, доколку станува збор за многу силна реакција. Само на кусо на да го финишираме разговорот, неколку пати спомнав, ќе ви кажам како да проверите на што се алергични. Кој е начинот? Значи вака, постојат вид на тестирање кој што ние ги нарекуваме кутани или кожни тестови, каде што според давање на соодветен алерген организмот реагира. Тие се со помош на еден вид на скарирање, односно на грепкање. Да, со иглички. Исто така има и метод кој што е малку поболен со аплицирање внатрешно подкожно, но поретко се користи, да кажеме тој. И инхалаторните, односно или преку крв или преку инхалација, тестирање кој што ќе ни дадат соодветен резултат. Кој вие го сметате како се уште златно правило, никој пат не може да се подвои, затоа зашто и преку крв почна да се докажува. Оваквото скар, односно самиот кутан тест е навистина некој кој што покажува. Ја покажува моменталната реакција. Велите дека е најверодостоен. Најверодостоен и ние тогаш може да потврдиме дека навистина доколку постои една вид на кожна реакција, дека тоа дете или тој човек навистина. Само ќе кажам уште на стартот, пошто него напоменав тоа, дека веќе не се прави двојбена реакција, дека сензибилизацијата кај човековото тело настанува и со години, и дека човек кој што еден момент ќе кажеме не бил никогаш алергичен, станал алергичен. А тоа го слушаме често? Да, тоа го слушаме често, дека навистина нема никаква постпричинска врска, него веќе се смени многу времето, дојде до еден вид на голема контаминација, значи до многу голем проток на алергени ширум нашево место на живење, начин од живење. Тука ќе го спомнам загадувањето, штетните материи, на лошиот начин на исхрана и се она што на некој начин зрачи нездрав живот, односно момент каде што самите алергики си го најдат својот простор, па дури може да бидат и многу лоши, односно погубни за здравјето на еден организам. Докторе, благодарам. Благодарам за разговорот.